При Лепската болница за потребите на одделението за физикална терапија, каде пациентите за медицински третман чекаат со денови па и месеци, неодамна набави 3 софистицирани апарати вредни повеќе десетици илјади евра. Според очекувањата на еден од само тројцата лекари специјалисти, оваа набавка би требало да го скрати времето на чекање за лекување на пациентите кои страдаат од заболување на коските и мускулите, а чиј број бил во постојан галопирачки пораст. Тоа ќе помогне за поголем оптек на пациенти кои што се повеќе и повеќе ги има кај нас, за жал, заради ковид ситуацијата што ја преживеав на некој начин, каде што остави потешки последици од аспект на намалување на имунитетот и намалување, односно зголемување на сите овие дегенеративни заболувања. И додека како така, од време на време во државните болници се набавува по некој современ апарат, најчесто преку донации, хроничниот недостиг од лекари си останува, а станува и се поалармантен. Во Прилепското одделение за физикална терапија, каде доаѓаат пациенти и од неколку поголеми соседни градови, има само 3 специјалисти физиотерапевти. Ама за успешна примена на новите апарати ќе треба нивна известна дообука. Имаме искусен кадар и во теке едукацијата за употребата на овие апарати. Сега доволно е, се надеваме дека понатаму ќе се пратат млади доктори на специализација со цел да остане во функција ова одделение, затоа што стварно има потреба заради фреквенцијата на пациентите кои што доаѓаат тука и се надеваме дека нема да ја добиеме таа она што се одлучи во Битолската болница, каде што остана болницата само со еден доктор, за жал. И тоа е штета голема. Доктор Георгиовски очекува дека сега со овие апарати дневно ќе можело да се третираат повеќе од досегашните 160 пациенти и повикува на трпение, бидејќи како што вели, подобро било да се почека на квалитетна терапија со долготрајни ефекти, отколку да се прави нешто само колку да се прави. Ова секако малку е чудно ако се знае дека болката никој не може да ја контролира според сопствената волја, па за да може да чека и да биде трпелив.